Во студиото на МИА гостин е новиот гувернер на Народната банка, господинот Трајко Славевски. Гувернере, ова е ваше прво интервју по преземањето на функцијата. Како ја доживувате оваа одговорност и кој е вашиот личен мотив за преземање на раководењето на Народната банка? Благодарам на поканата и благодарам на прашањето. И во текот на 40 години досега изминете од мојата кариера, јас сум бил на одговорни работни места. Мислам дека поодговорно нешто кон младите генерации нема од тоа да бидете универзитетски професор. Сум поминал неколку важни функции во досегашната кариера и ова е уште една од нив, можеби една од најодговорните, како што вие кажувате. Мислам, Народна банка на Република Македонија е сериозна институција која што е градена со децении по независноста, институција со кредибилитет и треба тој кредибилитет да се зачува и уште повеќе да се зајакне. Кога велам кредибилитет, мислам на луѓето кои што настапуваат во име на Народна банка на Република Македонија. Тоа не е само гувернерот, тоа се и потесното раководство и вработените на разни настани. Ние ќе се трудиме јавноста да им верува на збор, затоа што секој збор искажан и од моја страна и од моите соработници, верувајте, се темели на долго искуство, традиција и минуциозни, односно да речам многу издржани анализи за состојбите во македонската економија, особено во финансискиот сектор. Мојот мотив беше да придонесам со моето акумулирано досегашно знаење и теоретско и практично во зајакнувањето на оваа институција, во водењето на монетарната политика, односно остварување на целите што се зацртани со закон за остварување на ценовна и финансиска стабилност, поддршка на долгорочниот економски развој на земјата. Мислам дека ќе можеме заедно со мојот тим да одговориме на сите овие предизвици. Во јавноста имаше реакции дека вашето именување е политички мотивирано. Како одговарате на коментарите за можно нарушување на независноста на Народната банка? Видите, јас секој сум се придржувал на Уставот на Република Македонија, законите. Ево дадов и свечена изјава дека пред председателот на Собранието на Република Македонија при веднаш после носењето на одлука за моје именување, дека ќе се придржувам на постојната законска регулатива и не е само тоа што ме обврзува. Ме обврзува, да речем, институцијата Народна банка на Република Македонија. Јас сум бил присутен во парламентот на Република Македонија на самиот чин на носење на законот за Народна банка на 26 април 1992 година и денот на монетарно самостојание на Република Македонија и некако сум, така да кажам, и емотивно овој приврзан. Сега во вакви околности секогаш ќе има луѓе кои што ќе стават некои забелишки. Јас во својата прва изјава, предавањето на свечената изјава, кажав дека ќе се потрудам да ги убедам во спротивното, дека независноста, кредибилитетот, самостојноста на Народна банка на Република Македонија, пропишана со закони до сегашната практика, не само што ќе биде задржана, туку ќе биде и зајакната. Јас не очекувам да има никакви притисоци, или ако има такви притисоци, ние знаеме на кој начин да одолееме. И тука не мислам само на политичките структури, затоа што, внимавајте, Народна банка на Република Македонија е регулатор на финансиските институции, пред се на банките, па може да се очекуваат некои, речем, предлози кои што може не се вклопуваат во начинот на работење на Народна банка. Ние сето тоа ќе го канализираме низ диалог и ќе го ставиме во закон. Сега дозволите да спомнам, мислам, на дилема во јавноста, дали некој експерт би бил подобро решение за ваква важна позиција како што е Народна банка. Немате никаква гаранција дека некоја личност која што не е проверена, не е филтрирана, да речеме сте поминале 40 години академска кариера, се ставиле подпис на положени испити на неколку десетини илјади студенти, дипломирани студенти, магистранти, докторанти и така натаму, без ни една дамка во кариерата.
Сте вршеле функции високи, како што е 2 пати министер за финансии, ево и во Совет на Скопје, на градот Скопје и така натаму, и повторно немате никаква забелешка од аспект на вршењето на функцијата. Мислам дека со тек на време ќе изгледат тие забелешки, тие критики. Како што кажав дека и некој, ево, да речеме, имагинарен експерт, мислам дека може да биде повеќе подложен на притисоци, на разни лоби групи, одошто една личност која што поминала многу филтри и има институционална меморија, како што кажав и за институцијата Народна банка на Република Македонија, и во вршењето на важни одговорни функции се докажала дека сепак се раководи според уставот и законите. Значи јас ќе примам сите забелешки, сите критики, но како што кажав, да повторам, мислам дека јавноста и критичарите ќе се убедат во спротивното многу скоро. Гувернере, споделете ни вашата визија за улогата на Народната банка во народните 7 години и од аспект на обезбедување економска стабилност и во однос на новите финансиски технологии и иновации. Значи, нешто кажав претходно, визијата е сепак, нели, тргнуваме од темелите, да се зачува независноста, самостојноста, да се гради капацитетот, а капацитетот е во луѓето. Таму има одлични тимови, некаде околу нешто над 400-450, да речам, вработени од разни профили, разни професии, пред се финансиски експерти. Ќе се трудиме постојано да го заекнуваме тој капацитет и во иднина, се со цел Народна банка да остане кредибилна институција. Народна банка е регулатор и будно ги следи состојбите на дневна основа во финансискиот систем, банките, да речем и други финансиски институции. Ево сега и, нели, платните системи и така натаму, затоа што знаеме дека станува збор за инхерентно нестабилни институции. Сега, само со два зборова за јавноста може би звучи не многу разбирливо. Комерцијалното банкарство, кое што треба да прибира средства од граѓаните и предпријатијата, кои што или се повидување, односно се депонираат на краток рок, треба на умешен начин да ги претвори во долгорочни заеми, било за населението, било за предпријатијата, и тука нормално е да постои некој конфликт меѓу тие, да речем, две состојби, каде што Централната банка има важна улога во мониторингот на банките, другите финансиски институции во нејзина надлежност и на целокупниот систем. Сведоци сме на брз развој на технологиите. Во 6-7 години во мандатот на еден гувернер може да имате две промени генерацијски од аспект на технологиите. Тука јас имам доверба пред се во постојните институции, односно во индустријата, пред се банкарската индустрија. Само дозволете да спомнам дека на моје многу пријатно изненадување во далечната 2007 година, кога го разбиваме системот на безготовинско плаќање со платежните картички, бев многу, како и министер за финансии, тогаш пријатно изненаден од респонзивноста на банките, кои што во многу краток временски период технички се опремија и ги прифатија новините. Да подсетам дека на почетокот на 2007 година во Скопје имаше само 2 банкомати, едниот беше во градскиот трговски центар, другиот во Бујњаковец. Немаше практика, само некои, да речам, бизнесмени имаат некој вид на платежни картички, Diners Club и така натаму, и тоа за краток временски период, во соработка меѓу Министерството за финансии тогашно, владата, секако и Народната банка на Република Македонија во тоа време. Мислам дека прескокнавме генерации или цела ера од аспект на осовременување на системот на плаќање. Подготвени сме за сите предизвици, сега имаме нови технологии, имаме нови идеи од страна на, да речам, финансиската индустрија, дигитализацијата, која што треба континуирано да ја спроведуваме во сите области. Мислам дека можеме да бидеме задоволни од она што го прават постојните институции, банките, за собствено осовременување на собствените процеси, а на дневна база
или да не претендам да речеме неделна база до Народна банка на Република Македонија стигнуваат најави за влез на нови оператори од овие да речам технологии од финансиската индустрија, наречени нели финтек, кои што Народна банка сака да ги канализира како регулатор се со цел за осовременување на системот на плаќања и улеснување на граѓаните и на фирмите, на предпријатијата во вршењето на нивните операции. Знаете што тука мислам, наместо да одите да чекате на редици, шалтерите на банките, полека населението се навикнува да врши плаќања електронски, купувања онлайн и така натаму и така натаму. Сето тоа Централната банка ќе го поддржи, подготвена е, имаме стручни кадри кои што нели се вклучени во системот нели на обуки. Настојуваме на секој начин да се вклучиме во сите процеси, сите институции кои што може да помогнат во подигање на финансиската писменост на населението во Република Македонија, затоа што сето ова брзиот развој на технологијата има и своја темна страна, можности нели за измами на граѓаните со кои што сме информирани преку медиумите, и тоа Централната банка ќе настојува да придонесе да се сведе на минимум. Дали ќе има промени во монетарната политика? Тоа е прашање за кое многу ме очекуваат одговор. И ќе продолжи ли Народната банка со политиката за стабилен курс на денарот? Тука нема никакви дилеми. Ако, да речеме, до пред 10 години, од време на време во јавноста се појавува од разни кругови, дали од бизнисот, од некои експерти, и во тоа време мислам неоправдани предлози кои што беа надвор од политиката на Централна банка и на владата на Република Македонија за де факто фиксен девизен курс, кој што се покаже дека многу добро и служи на Република Македонија. Тоа е консензус, да речам, и на владата и на претходните влади, дури во јавноста беше постигнат на некој начин консензус, затоа што такви најави навестувања не сме слушале. Фиксниот девизен курс, кој што добро служеше на Република Македонија, ќе остане и во наредниот период. Да се надеваме на влез на Република Македонија во догледно време во Европската унија и подготовка за воведување на еврото, значи со овој фиксен режим на девизен курс. Единствено што треба да се трудиме, а тоа ќе биде и тоа е и законска цел на Народна банка на Република Македонија, во соработка со фискалната власт, односно Министерството за финансии, да обезбедиме ниска инфлација, односно стабилност на цените, инфлацијата да биде во рамките на онаа во еврозоната. Затоа што само така ќе одржуваме и конкурентност на нашата економија. Доколку, како во изминатите, да речеме, неколку години, имаме инфлација или стапка на инфлација двојно повисока од таа во еврозоната, тоа не е пожелна состојба и мислам дека е императив, тоа и колку што имам информации, цврста одлука или став на владата дека само ниска и стабилна инфлација која што нуди предвидливост и за граѓаните и за бизнисот може да биде основа и поддршка на развојните политики во иднина кои што ќе обезбедат стабилен раст, посакуван раст на македонската економија и на среден и на долг рок. Значи, сакам уште само една реченица. Мислам дека тоа е одамна затворено прашање. Дури јас во минатото и како професор и како експерт на некои такви предлози сум укажувал дека било какво размислување или помисла на промена на паритетот на националната валута може да предизвика, ние сме свесни за тоа, многу поголема штета одошто корист. Не може да имате никаква корист, затоа што било каква корекција на курсот уште наредниот ден во отворена економија, прилично увозна зависна економија, ќе ги подигне цените на нивоа кои што во однос на претходно изразени во евра би биле на некој начин приспособени и повторувам, никој за тоа не размислува, затоа што сме свесни дека штетата би била огромна, а никаква корист.
Го споменавме економскиот раст. Какви се вашите очекувања за стапката на раст на економијата за годинава и за наредната? И кои се според вас главните ризици за целите на владата што ги има поставено за раст на економијата од 3 до 4%? Тука сме во исти рамки, нели? Растот ние го предвидуваме за оваа година 3, за наредната 4 проценти, и тоа е некако блиско до она што е потенцијал на македонската економија, односно можност со овие ресурси, со оваа инфраструктура, со оваа техничка опременост на економијата, со расположивата работна сила, со целокупното искуство, квалификација, образование и така натаму, да продуцира. Она што треба, нели, и тоа е ризикот за посекуваната повисока стапка на раст, се неопходни структурни реформи. Мислам, ова да не звучи како клише, но сепак има голема содржина над оваа квалификација. Инвестиции во инфраструктура, инвестиции во образование, инвестиции во обуки на работната сила, некои можеби приспособување на системите, рекови, образование, здравство, социјална заштита и така натаму, за да ги задржиме вработените во земјата, во Република Македонија, да немаме одлив на работна сила, како што го имаме во изминатиот период. Сето тоа е нешто на што треба да работат носителите на економските политики со поддршка на политиките на Централната банка во наредниот, да речеме, период. А ризиците се секогаш присутни. По моја оценка, тие може да речам да бидат претежно екстерни фактори, нестабилност. Ево, се уште не се гледа крајот како ќе заврши, ќе се дојде до некој потраен мир со војната во Украина, кој што има ефект, нели, на целокупната и европска и светска економија, секако како мала отворена економија и Република Македонија е тука засегната. Така што мислам дека на среден рок јас сум оптимист дека ќе имаме и повисоки стапки на раст од оние што сме ги имале во изминатите, да речам, 5-6 години. А во услови на глобална неизвестност и внатрешни предизвици, како ќе обезбедите стабилност на банкарскиот сектор, а во исто време заштита на интересите на граѓаните на стопанството? Централната банка уште од самото свое формирање 1992 година со Законот за Народна банка постепено ги гради капацитетите за супервизија на банкарскиот сектор. Мислам дека капацитетот е на задоволително ниво, што се покажа и во изминатиот период. Мајте, ние имаме состојба во која што во зависност, да речем, од ризиците кои што се присутни и преземат одделни банки, затоа што, нели, во банкарскиот сектор имаме неколку системски големи банки, имаме и помали банки. Портфолијата кај нив се прилично различни, имаме едно, може да се каже, шаренило, и пристапот е на некој начин приспособен на секоја специфична ситуација. Тоа е, да речем, суштината и инструментот на Народна банка на Република Македонија да овозможи стабилност на финансискиот систем, со тоа што ние можеме и ќе делуваме со испорачувањето на ниска, како што кажав, инфлација, да се намалат ризиците од пораст на, да речеме, лоши заеми кај банките. Ако на компаниите и на граѓаните им оди добро, ако растат доходите и на едните и на другите, во тој случај тие обврските кои што ги преземале кон банките ќе можат редовно да ги сервисираат, и тоа влијае на билансите на банките. Нашиот банкарски систем е капитализиран во голема мера изнад стандардите што се светски и европски од аспект на адекватност на капиталот, а за оние банки за кои што се цени дека се поранливи, дирекцијата за супервизија и Народна банка презема мерки да ги намали тие ризици во нивното работење.
интерес на граѓаните на стопанството се и пониски каматни стапки. Може ли да се очекува олабавување на политиката во тој поглед? Видите, трендот е добар. Трендот е добар, како што може да забележиме. Имаме еден интересен тренд, каде што пазарот, конкуренцијата меѓу банките, доведува до една ситуација што ја нема во минатото, благо растат она што го нарекуваме пасивни каматни стапки, она што како граѓани го добиваме за своите заштеди, кои што ги имаме во банките, а се намалуваат каматите на кредитите и за компаниите и за граѓаните. Во овој контекст не е неодмет да се спомене и да речам очекувањата или од улогата од унгарскиот дел од кредитот, заемот, кој што им е ставен на располагање на компаниите со релативно поволни услови за нашите прилики, а тој тренд се надевам да продолжи. Ние ќе се трудиме кон тоа, но многу зависи од тоа да имаме поддршка во борбата да обезбедиме ниска стапка на инфлација, како што реков, во рамките на она во еврозоната. И тоа е во интерес на благосостојбата на сите. Актуелно прашање од пред некој ден е стартот на подготовката на ребалансот на буџетот. Дали би советувале нешто на владата во таа насока со оглед на потребата од усогласеност на фискалната и монетарната политика? Видите, при ребаланси се цени каква е наплатата на приходите, реализацијата на расходите, пред се на капиталните инвестиции. Понатаму треба да се одговори на некои нови потреби. Јас не очекувам ќе има само структурни поместувања при ребалансот, а тоа нема да се одрази на реализацијата, да речем, на и ефектите од реализација на буџетот во економијата во кој знае колкава мерка. Секако фискалната дисциплина е пожелна и тоа е од интерес, мислам, и определба на Министерството за финансии, министерот за финансии господјата Кочовска, а и на самата влада на Република Македонија. Тука јас сум ја вршил таа функција како министер за финансии, некогаш може да дојде до колизија од аспект на планирањето и реализацијата на проектите. Некогаш имате послаба реализација, па кога ќе дојде тој проект, кај што имате послаба реализација со некој друг проект, тогаш доаѓа до притисок за обезбедување на средства, но мислам дека она што ние вчера беше јавноста информирана за потребата од подобра координација меѓу монетарната и фискалната политика, почести средби меѓу тимовите на Министерството за финансии и Централната банка, затоа што само со координиран пристап може да се води кон стабилност, која што, како што реков, е основа за предвидливост во економијата и за владата и за бизнисот. Ние тоа го имаме, или тоа е институционализирано, колку што е важна улогата во обезбедувањето на ценовна стабилност на Народна банка на Република Македонија, толку е важна и улогата на фискалната политика. Координација која што ќе обезбедиме ќе одговори на сите можни предизвици. Каков пристап може да очекува јавноста од новиот гувернер, што ќе го разликува од неговите претходници во раководењето на Народната банка? Видите, ние по дефиниција и самото банкарство, индустријата банкарска, а и централните банки сме конзервативна институција. Многу сме предпазливи. Се мери секој наш збор, дури интонацијата со која што изговорен зборот, и затоа јас реков дека ќе се трудиме да бидеме кредибилни, да јавноста ни верува во збор. Јас сум охрабрен од досегашната, да речам, историја на проекциите што ги прави Народна банка на Република Македонија. Тие се меѓу најблиските до она што е и фактичка состојба, реализација во ова јавноста. Сега секој од нас си носи свој, да речем, печат, начинот на комуникација натре, поддршката на, да речем, работените, охрабрувањето, да го дадат својот максимум.
отвореноста кон јавноста, транспарентноста, се што да речем може да придонесе за кредибилитетот на Народна банка на Република Македонија, а се разбира оставаме на јавноста и на вас медиумите да доколку има такви разлики, ќе има личен печат, но никако некој да речем драматичен во однос на она што го оставиле како наследство моите претходници кои што секако успешно раководеле со институцијата. Како нов гувернер, каква порака би им испратиле на граѓаните, стопанствениците, партнерите од земја и од странство, што може да очекуваат од Народната банка под ваше раководење? Во услови на отсуство на некои поголеми надворешни шокови, како што е, да речем, овој период, малку помирен период, ние обезбедуваме стабилност, предвидливост, стабилен, односно фиксен номинален девизен курс. Ќе се трудиме реалниот многу да не отстапува, а реалниот девизен курс кој што ја детермина нашата конкурентност, како што реков претходно, зависи од односот на нашите цени, движењето на нашите цени и цените на нашите најважни трговски партнери. Граѓаните може да бидат спокојни дека нивните заштеди се сигурни во банките или онаму каде што се пласирани. Истото се однесува и на деловните субјекти. Реков, предвидливоста за нив е многу битна да може да ги планираат своите операции, своите развојни планови и така натаму и така натаму. И тоа Народна банка на Република Македонија ќе го обезбеди. Ние сме во многу тесна соработка со меѓународните финансиски институции кои што па сега, ако ние вршиме мониторинг, да речеме на финансискиот систем, вршат мониторинг и на работењето на нашите институции. Народна банка на Република Македонија во изминатиот период има добар имидж, многу добро сме примени во соработката со сите тие меѓународни финансиски институции, било да е Светска банка, Меѓународен монетарен фонд, Европска инвестицијска банка, Европската банка за обнова и развој и други билатерални кредитори. И тоа ќе продолжи понатаму и ќе го градиме и понатаму својот кредибилитет. Гувернера, ви благодарам за интервјуто. И јас ви благодарам.